Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер и добродојдовте во Гласот на народот. Почитувани, да, декемвриска ноќ, која, да речам, 13-та, не сум толку северен и воопшто не сум. Може би некој дова ќе прават некои игранки, но тоа е нивно право или задоволство. Тоа што секојаш сакав да поставам тема, а тоа е за неговото височество криминалот кој во Македонија е закон. Да, закон бидејќи без мува да ги лази, без око да им трепне, секој посегнул по туѓото, по незаслуженото, по непочитувањето, вели, дај му живе честно, никого не навредува, дај му го она на тој што заслужил. Но овдека тешко ода тие работи. Овдека ќе ти го земат и тоа што е твое. Но како и да е, секој ќе ги сноси своите одговорности. Или во овој свет, или во оној другиот, да речеме, како и да е. Јас го поканив почитуваниот Љубомир Ѓурчевски, поранешен начелник на МВР, и во интерес на времето, бидејќи сме ограничени 45 минути, тоа е еден школски час, што ќе научиме, да му посакам добро вечер и добро дојде. Добро вечер, поздрав за гледачите на вашиот медиум. Да, реков дека криминалот Македонија е закон. Што би додале на се тоа? Дека криминалот во Македонија, односно организираниот криминал во Македонија си има своја држава, наместо државата да го контролираат организираниот криминал со цела онаа спрега со политичките елити во државата, изгледа дека тој го контролираат вкупното живење и вкупните процеси кои што се одвиваат во Република Македонија во сите области од секојдневното живење. Секоја држава има мафија, тоа не е фраза, една флоскула, но факт е. Во Македонија е прагма. Во Македонија мафијата има своја држава. На што се должи, пак ќе речам, сето тоа што овие 30 години, и вчера го цитиравме прекрасниот, сепак, еден филозоф, како да речам, кој сепак каже на вистина, тоа дека ако толерираш, избираш корумпирани, криминални политичари, тогаш си соучесник. Така. Не си жртва, него си соучесник во криминал. На што се должи тоа, овие 30 години да бидеме соучесници, простете ли? Дефинитивно дека се ни се повторува, се исти политичари избираме. Одиме од полошо во полошо, од полошо во полошо, од полошо во полошо, и видете, а вие онаа спрега помеѓу политичките елити и помеѓу организираните криминални групи, како организираните криминални групи дојдоа во ситуација да се инсталираат кај политичките елити, и ако ги земите изборните процеси кога на политичките елити им се потребно некој да им ги врши двалканите работи со насилие, со закани, со уцени, со корумпирање на гласачи и така натака, тука се криминалните елити, кои што па за возврат бараат одредени бенефиции од овие кои што ќе ги донесат на власт. И тоа од година во година се повеќе и повеќе ни се изоструваат и е одраз на лошата кадровска политика, каде што па тие политички елити се и предмет на жртва, односно на коруптивни активности од организираните криминални групи, кои што се спремни да платат висок степен на корупција за да можат да ги остварат своите криминогени профити. Или ако сакате да ја дефинираме корупцијата од криминолошки аспект, ја секој пат ја дефинирам како метод за делување на организираните криминални групи во регрутација на извршители од судската, извршната и законодавната власт. Условно, пример, ако сакат градежната мафија да и се донесит некаков генерален урбанистички план, та што прави? Прво оди да го искорумпират градоначалникот, па од советниците околу него, за да им се донеси тој криминоген урбанистички план, да дојде до оваа бетонизација до која што дојде, нели сите ги стават на платен список и тога си ги остваруваат своите цели и ја дига цената на пазарот за да имат екстра профити.
Значи тоа е секаде во светот така се инсталираат организираните криминални групи и кога ќе дојдат избори, тогаш политичките елити им делат работни задачи. Ја што викам, малку карикирам, но им делат точни работни задачи, исто како што беше, ја ќе ве потсетам на пукањето во основното училиште Даме Груев, каде што имавме 5 или 6 повредени и мртви луѓе. Имавме пукање во Кондово на избори, имавме кршење на кутии, било каде, дали е на многу изборни места, кажете ми еден изборен процес кој што заврши без инциденти, без насилие, без полнење кутии и така натака и така натака. Скандинавски избори да заличат на скандинавски. Не мора да заличат на скандинавски, да заличат на законите нормални избори, нормални согласно законот за демократски избори во Република Македонија. Кој се плаши од вистината и од правдата и волјата на народот? Па пазете, се плашат сите оние корумпирани политички лидери кои што вие гледајте се поголеми е бројот, односно се поголеми се коментарите дека имаме во власта луѓе со фалсификувани дипломи, со несоодветни образованија, со еден куп коруптивни скандали зад себе, со еден куп криминогени действија зад себе и така натака. Или имаме да кажеме министер кој што докторирал во Сараево во време кога не работел факултетот и така натака. Значи сето тоа е стравот од тие политички елити, од тие криминогени елити, затоа што па тие криминогени елити кои што им плаќаат, чии овие лидери се на нивниот платен список, многу лесно ги уценуваат. Да, спомнавте доктори кои завршиле наводно во некој протекторат, така. Стануваат тука фаци, политички субјекти и бркаат од работни места референи кадри, како е веќе оземам пример со сета почит код мојот драг почитуван пријател Сашко Јовев. Ба не само Сашко Јовев. Вие земете како му беше, како се нафрли организираниот криминал врз Кедев. Секако. Како се нафрли организираниот криминал врз, кажете го, Жан Митрев. Така. Жан Митрев. Со оној процес кој што е наука. Пазете, хемофилтрацијата е наука. Наука која што се развива. Ние не викаме дека тоа е завршена наука, но секоја наука нели е проследена со еден куп емпириски испитувања. И тие действија кои што тој ги вршел во тој период, но некој ги провалил цените и пресметал колку косовари дошле тука да се лечат во време на короната и тогаш му е залепија аферата дека тој лечел со несоодветни методи. Им пречел во бизнисот, точно тоа. Спомнавте околу тие социјални прашања. Никако, јас ја начнав неколку пати таа тема, меѓутоа не сум имал конкретни одговори. Вие сте еден наистина за мене респектирана личност во делот на полицијата и прашањето околу безбедноста. Имаме такви сознанија или спекулации да речам дека голем број косовари добиваат македонски пензии, а ниту ден не работеле во Македонија. Вака, ние ова штета на македонските пензии. Дозволете. Ние ова сега што вие го поставивте како прашање, јас од аспект на криминалистиката како наука ќе кажам дека постојат основани сомненија дека во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија оствариле право на пензија преку 40. Тоа се значи неофицијални. Официјални ќе бидат ако ми дозволат јас да водам истрага. Така. Значи да влезам со тим инспектори и да водиме истрага, па да видиме кој кај работел, како работел М2, М4 образците, се тоа што се нели услови за исполнување и стекнување на право на пензија. Се додека во фондот не дадат јавно, не ги дадат овие податоци, ние ќе зборуваме за основани сомненија дека големи средства ни се одливаат од фондот за пензиско по тој основ. Значи, да се даваат пензии на лица кои што немаат законски основ да бидат корисници на таа пензија. Што е криминал. Што не да е криминал, тоа е кривично дело кое што треба. Дали застарува такото кривично дело? Видете, со измениве на кривичниот закон што се направија, каде што викаме што се донесоа преку ноќ со европско знаменце. Не си купиле слобода, значи злоупотребата на службената положба стои како кривично дело, но исто така стојат и оние основни кривични дела, како даночни затајувања, како фалсификување и уништување на деловни книги. Сите тие стојат и тогаш се додава ова кривично дело врз ними, затоа што викаме со цел да го остварит или нелегално да испумпа, да извади пари од фондот за здравство.
со фалсификување на исправа, внел на списокот за исплата на пензии, по име и презиме, Ѓурчевски, Томич, значи по име и презиме ќе ги наредиме и ќе кажеме дека со толку пари го оштетил фондот. Значи зборуваме за фалсификување или уништување. Има ли казнена одредба тоа? Има, како не, до 5 години затвор. До 5 години затвор, застарувањето е 10 години, дупло повише од максималната казна. Меѓутоа треба да дојде политички амбиент кој треба тоа да направи ревизија во секој случај. Точно тоа. Затоа ние зборуваме. Затоа е стравот. И затоа ние на вакви дебати зборуваме за каде што ги повикуваме институциите, како сега во конкретното Заводот за државна ревизија, борум господа, ние зборуваме за основани сомненија, ние не тврдиме, ние не сме извршиле увид во списите, па за да докажеме и да кажеме да, еве ги материјалните докази, бурум јавен обвинител, ајде. Него државниот ревизор ќе си влези тамо, ќе си направи ревизија, ќе констатираат состојба и со извештај ќе го извести јавниот обвинител и оттука натака си е јавниот обвинител процедура. Да. Си тече процедура. Не слушате низ сте во секој случај за информации. Јас начинав 2 емисии за и околу продажбата, ќе рече продажба или давање на поклон една хидроцентрала која се вика Тиквеш, која тоа е голем скандал, криминал. Народот така го оценуват и експертите, кај што седите вие, беше професорот Атанаско Туневски, а пред месец дена седеше во другата емисија моја професор Константин Димитров. Так. И сите како експерти од делот на електрониката, така. И јас, значи, се прашувам зошто другите медиуми молчат или тоа е реакција на само вие глави. И Алфа телевизија. Мислам, жалам, ова е голем грабеж, вели народот и експертите. Јас ќе замолам режијата во доцни сати, некако преку извори, така, добив една информација, каде што дефинитивно ХЕЦ Тиквеш утре ќе му биде подарено како бакшиш на нашиот северен, јужен сосед, а тоа е Грција. Режија, ве молам, двата слайда. Тоа е прво. Ова е веќе представката што е поднесена од умните глави. Значи, тоа е една експертски тим од професори кои цел живот. Ова е тоа што рековме. И еминентни луѓе. Ова е решението со кој ХЕЦ Тиквеш е земено, одвоено и дефинитивно се формира ново акционерско друштво и веќе му се дава како кој е, значи, кој е новиот ВД директор во трајање од 6 месеци, значи нека ние нека име на чест, а нам на здравје, верувам дека ќе има некоја ревизија во секој случај ова да се, значи беше испратено до проект, до емисијата и сето тоа јас затоа велам. Значи јас ги следев експертите кои што по сите основи укажаа и точно ги апострофира основите каде треба да го бараме криминалот во овие штетни договори кои што се штетни договори за Република Македонија кои што дури можеме да ги подвргнеме под едно кривично дело од членот 305 каде што викаме доведување на државата во починета состојба према други странски држави или други странски корпорации, затоа што овде де факто се нарушуваат како и што пишува во представката, значи сите основи, почнувајќи од енергетската независност до безбедноста во државата и така натаму. Националното богатство, некои си земат за право спротивно на уставните определби дека националните богатства не може да се приватизираат и да се отуѓат, некој го прави тоа. Дали тоа треба да оди на референдум, народот да се произнесе. Точно така. Тоа е обврска. Тоа е обврска, тоа е уставно. И во членот 2, 3, 4 кој му даде во уставот на Македонија стои дека никој не сме да ги менува границите на Македонија и да ги продава националните интереси блага. Блага, така. И сега ние кога зборуваме, значи зборуваме за еден огромен криминал за кој што зборуваа експертите од областа на електрониката. Јас не сум експерт за електроника, но тие цифри што беа спомнувани овде, колку произведуваат, што произведуваат, како се продава струјата. 30 милиона евра на годишно ниво производство на електрична енергија. Уште ова сам ја можам и професор да ве научам, има што да ве научиме од вас. А второ, ова хидроцентрала произведува електрична енергија за наш обичните смртници сите во Македонија, за не купуваат. Така, да не плаќаме скапа. Ама не, они плаќаат скапа, затоа си добиваат чоколади, аванта. Така е. Значи, они им одговараат повеќе. Ама ајде да ги видиме кои се фирмите кои што имаат лиценца за трговија со електрична енергија на пазарот во Република Македонија, па ќе видите чии синови и чии деца се.
Значи да направите вие. Се шпекулира дека се шпекулира, професор збореше дури Мерсо ќе се продава. Така, ама пазете, тоа е најголемата трагедија. Рудник на Македонија, златен рудник. Тоа е, пазете, вака се да кажам. Тоа е оценка на експертот. Исто на Тунев. Треба да го почитуваме како професор на електрофакултетот. Заедно со Костадин, Димитро и сите. Со сите тие. Но, ние вака викаме дека најголемото зло на корупцијата е плаќањето субвенции на странските фирми кои што сакаат овде да дојдат, а веќе имаат ефтина работна рака и поевтино набавка на сировини и така натака, изгоре на тоа ние им плаќаме субвенции повише отколку да им плаќаме плата на работниците, а ништо да не работат. Значи изборам за сите овие безцарински, но тоа е друго прашање, каде ни се одлеваат нас парите од буџетот и како ни се одлеваат. Дали знаете дека со ова за мене најштетен договор се обврзуваме да им изградиме инфраструктура. Тачно, патишта, да речеме трафостаници, селно што е. Се што е потребно. И 3 години нашиот економски, земјоделски капацитет изумира. Сега, дозволете. И сега, значи, ние кога зборуваме за најголемите скандали, каде што експертите од областта на електрониката викаат, ало, луѓе, и да платиме и да се задолжиме како држава, значи тоа треба да биде национално богатство на државата. Треба сами да си го изградиме. Кредити да земеме. Кредити, ако треба и ќе се задолжиме, затоа реков. 30 милиона ја продадаш струјата на берза. На берза, ти ќе ја вратиш. Ќе се точно така. Значи експертите тоа многу. Но пазете, сакам уште едно. Не, сакам уште и ова да го офатиме. Исто така треба да го офатиме коруптивниот скандал со Бехтел и Енка, каде што вака викаме, се донесе специјален закон со кој што се стави со кој што се стави вон сила законот за јавни набавки. И 240 милиона од буџетот на годишно ниво ќе се одмеваат. И сега сите плативме 240 милиони само за една дупка. Ама сега вака. И сега сите зборуваме дека се врши ископ на Каракамен во Бителско-Прилепскиот регион, каде што имаме археолошко наоѓалиште од 6 милениум пред нашата ера. Значи некој таму масовно уништуваат археологија. А слушам днеска акција имаше за крадење на артефакти. Точно така, трговија со артефакти. Значи трговија и таму се влезени во тој бизнис и познати фаци од политичкото. Ја распродаваат македонската вистина. Точно тоа. Јас посебно имам пишувано на мојот Facebook профил за прометот со артефакти во Европа. Пазете, вие не можете да најдете монети од антиката каде што пишуете Лада, Грција или Бугарија или било што. Македонија. Само Македонија, да не се лажиме. Во Африка нема да ги најдете тие артефакти. Ете така. И сега пазете, ако појдете по музеите во Западна Европа, било во Париз, било во Лондон, кај сакате, и ако прашате колку пари го плативте, тоа ќе ви избркаат. Колку пари го плативте тој артефакт, било да е од маите, било да е од инките, било да е непроценливо богатство. Па пазете, некој овде болен е што не може се уште да ја изнеси златната маска од античкиот период што беше најдена, или колата, златната кола што беше најдена кај Делческо, или ако сакате, каде се иконите, ја стално го прашувам опсе, каде се иконите од Лешок манастирот пред да биде бомбардиран? И кој го изгради во рок од 3 месеци по завршување на воената криза во 2001 година? Сте го поставиле тоа прашање? Не, интересно и благодарам. Па интересно е тоа прашање, малку повеќе истражување да направите, па да видите. Стојат основани сомненија дека тие се икони кои што беа проценети над по 50 милиони евра, дека се завршени кај покојната Мелвин Олбрайт. Значи, основани сомненија меѓу криминогените групи тоа го коментираат, но ние ги немаме доказите. И пазете, кој го финансираше брзото возобновување на манастирот Лешок? 3 месеци, во рок од 3 месеци по завршување на војниот конфликт, манастирот беше возобновен. Па кој им нареди да го дигнат во воздух? Мислите дека они ќе го дигнаа во воздух ако немаше наредба од некои други мојчиници? Длабоката држава игра со артефактите, не игра Џурчевски или Томич. Сваќате, тоа е најголемото богатство, нешто видите вие. Уште е само нешто да подсетување. Дали знаете дека се изгради со европски пари музеј на Пела со македонски артефакти од препродавачи, овие бездушници, да речем, што за една
Грст како Јуда, Ете нели? така, ете Сребреници продадоа и продават македонски Идентитет. артефакти, идентитет, браво, идентитет. Македонски идентитет. Како некој што рече бил црпнат од нивата така. и рече ја ќе ја правам. Да, ама тој може да продават пиперки и патлижани, тој не може да продава. Бостан, меѓутоа доаѓа ситуација така че не може да ги девалвираме земјоделските наши. Не, извинете, Ја за него вредни, честни, ако карикираме, меѓутоа во една ситуација господин Зоран Заев, педечи тука го спомна и господин Туневски, дека рече 2018 ние дека тој како стратег, како визионер ќе направи да ја изгради Чебрен, да го изгради во кој нашите деца ќе учат, ќе студират и така натаму, да нешто потоа се случува, збори професорот Туневски, вели, бидејќи беа блиски, беше кој експерт во обкружување, нели? Вели нешто кога да му шепна некој, стоп, ќе го дадеме на грците. Еден поранешен директор на големите македонски градежни корпорации, со кои што сум релативно во добри односи, ми викат вака: Ѓурчевски, ние, викат, Македонија, градевне во Ирак, во Иран, во Либија, во Русија, во Сочи, ими број секаде, градевне хидроцентрали, градевне патишта. Денеска, викат, нашите работници се надничари. Да. Надничари. Таде ни угасна нашите корпорации. Може тие да ги градат. Браната и сите. Ама имаме и искуство. Имаме искуство и знаење и све. Најценните беа нашата градежна оператива. Точно така. Со целосна механизација, со целосна опрема и така натака. Па како зборуваа за Маврово, ја има една од најдобрите механизации однесено во Сочи во Русија. Бетон. Гранит, кој сакате? Илинден. Значи, затоа зборувам. Некој, значи, уште од моментот, оно што, да се вратиме на почетокот, што го поставив некако теза, кога викаме, значи, некој, уште на почетокот со самиот процес на приватизација, имаше за цел да ја уништит Република Македонија. Зошто, викаме, имаше за цел да ја уништит Република Македонија? Ако се вратиме да ја поставиме како теза, првата изјава на Бадинтер, дека влагаме. Точно, Само ние, па после Словенија, да. Па после тоа, првите наметнати, значи одма другата ден, по изјавата на Бадинтер, Грција добива задача да го оспори создавањето на независна македонска држава. Па ни се лепи етикета БРМ, па еден куп голготи, па 2001 година, каде што за прв пат во светската правна, уставно-правна историја се наметнуваат мајоризација на малцинство врз мнозинство. Што нема пример света. Нема пример, ние сме пример. Експериментално. Пазете, јас сум во секое време, да, дајте да седниме, да ги решиме сите меѓунационални отворени прашања, да разговараме за сите, но да држиме до еднаквоста према сите. Јас во една ситуација на еден пријател од албанската популација, му кажам, добро, ако појдиме во мала речица, во Чеđилница, македонец, албанец, турчин, србин, грк и така натака, сите што не има во Македонија, на кој јазик ќе зборуваме? На македонски. Или ќе носиме по 10 преведувачи. Од секој јазик, секој ќе носите и таму ќе имаме митинг на преведувачи. Што е основно? Зошто ова му го реков? Значи, кога се носеше законот за јазици, и му викам, извинете, кривичната постапка, прекршочната постапка, значи регулирале со меѓународно право, после онај судење од 15 век во Велс, каде што е гарантирано правото обвинетиот да се сослушуваат на мајчиниот јазик, на јазикот кој што го разбира. Значи тоа го гарантираат. Законот за кривична постапка. Грците сакаат да водат постапка на македонски јазик за Горан Груевски и за Никола Бошковски. Не, со меѓународни договори се обврзани. Иначе ќе му паднат на судот за човекови права. И затоа нас не ни требат посебен закон. Што викат Венецијанската комисија? Не го правдува, не го дозволува. Не само што не го дозволува, вика, вие создавате прескапа држава во судството. Создавате секаква прескапа држава. Значи, тоа се прашања кои што нас со сила ни беа наметнати. Сега, тука ние треба да го имаме и влијанието на оние држави кои што ги рачунаме за пријателски, партнерски држави. Имаме ли такви, господине? Видете, во разузнавањето нема такви пријатели. Во разузнавањето има само вечити интерес. И ние мора на прво и во политиката, ние мора на прво место да ги ставиме интересите на големите сили. Дали некој свесно не ја спои Македонија со пријатели од интерес, да речеме, каде што би можеле да имаме грб во секој случај? Тоа е незнаењето на политичарите или намерно создавање хаос? Намерното го врзуваме со корупција. Па на тоа мислам. Така, намерното го врзуваме со корупција. И приватизација и така натака и така натака. И затоа викам, ние никогаш не добивме
ситуација да имаме политички лидери кои што ќе се борат за македонскиот интерес. Значи, јас го ценам интересот на големите сили. Да не се лажиме сега. Ние што викаме не ќе војуваме, ние ги респектираме интересите на големите сили, на западните сили, на Соединетите Американски држави, на Велика Британија, на сите, на Франција, на Германија. Она што викаме, кои што на вистина можат и економски да ти помогнат, и правно, и политички, да ти овозможат многу нешто. Но пазете, ако тие ме уценуваат мене со идентитетски прашања... Морам тука да влезам. Да? Ќе видат како политичар сте. Да. Ако вие, као Киро Глигоров, вика немаме ништо со античките македонци, паѓаш нула си одма. Седиш со, простете, сузаникот у Македонија, со срцето во друга. Ама затоа ние, што викаме, но ако ги штитам македонските интереси, они кога ќе видат докаде ми е црвената линија, и они така ќе си ги постават нивните интереси. Да стаме на запирка. Да. Второ, во крајот на 90-тите, оди у Берлин, според спекулации, така. 15 пати ева е кој спекулации, подпишува документ дека не сме држава, дека сме територија. Еве ти, 2001 се случува рамковен договор. 2004 територијална поделба. Така. И ред се редат, доаѓа до 2018, добиваш втор езерски документ. Так. Тоа веќе они на пипале пулс, се согласите со мене, дека се работи за корумпирани политичари кои што се политиканти, да, политичари е веќе нешто. И сега вие кога тоа сето ќе го земите во предвид, значи ние немаме од 1990 година ниту една политичка фигура која што се бори, односно која што ги застапуваат интересите на Македонија и мнозинскиот народ на оваа територија, на подрачјето на Република Македонија. Интересно да збораме на брифот. Интересно што социјалдемократската партија, Социјалдемократскиот сојуз, партија во која се случува, имам навистина ги почитувам, има членови кои се многу честни, искрени, патриотски настроени, меѓутоа, на жал, во тоа јадро има луѓе кои се Ама видете, социјалдемократијата кај ними заврши со носењето на законот на Јане Милјовски и таки фити за трансформација на општествениот капитал и земјоделските задруги во државава во 1994 година. Од тој момент натака почна атакот врз работниците, односно на оние приоритетни хартии од вредност кои што беа дадени во вид на акции. Ме разбирате? Со условување. Со условување насилно. Ако не одиш на улица. Така. Со предизвикување на лажни стечаи, со уништување на криминогена продажба на залихите од затекнатата готови производи и така натака. Значи со тој грабеж кој што се заврши, на кој што понатака продолжи и владата на Љупчо со неколку големи корпорации кои што ги продаде за по $1, мислам на Југохром Јегуновци, мислам на Фени, мислам на Окта и така натака, каде што имаме исто така сомнителен криминоген подпис на министер, не на владата, како што сега ќе ни се случи за Чебрен. Значи договорот за Чебрен треба да го подпиши министерката за директор Фичвирич беше некој обичен ама пазете, тоа е бегат сите од одговорност. За развој, ама тие сите бегаат од одговорност, знаејќи што ќе ги најди дека тој договор ќе биде подвргнат на силна ревизија. И тоа не сме и да се случи, таа продажба на Чебрен и давањето на Тиквеш и концесијата за користење на водите на Црна река до таму до 2069, не ме држите. 60 години. 60 или 60 години. 60 години. На 60 тоа години. Тоа колку доаѓа, 2023 и 60? 83-та, 84-та. Значи тоа се енормен период кога Македонија едноставно ќе биде опустошена, верувајте ме, опустошена. Уништена, опустошена и затоа ние зборуваме за еден специфичен организиран криминал кој што нас овде ни се создаде и кој што доби задача да ја превземи власта во државата. И затоа на стартот на емисијата што кажавме? Покрај тоа што викаме криминалот е закон, па викаме дали организираните криминални банди во Република Македонија си имаат своја држава. Значи тоа е констатацијата. Многу сладко тоа звучи. Мафијата, да, ама пазете, ние немаме. Мафија е маш висок дострел. Да. Ова е птен, да речем, шверц комерц, политика и дипломатија. Ама затоа викам јас организираните криминални групи. Зошто? Затоа што нашите организирани криминални групи припаѓаат на некои други европски мафии, на италијанската, на калабритската, така натака. Ме разбирате? Пошто ние немаме кум.
Ние немаме каподи тука. Албанската има ли? Нема, исто така и она Това е нема. кооперант? Да, кооперант на Калабрицката. На Калабрицката. Зато викаме ние каподи тута капи. Например, англичаните имаат голем проблем сега со албанските организирани криминални групи кои што ја водат трговијата со дрога, со трговијата со белоробле и така натака. Но они се во инфериорна состојба затоа што не го знаат потеклото и фамилиарните врски на тие организирани криминални групи, за разлика ние на Балканот, било да е тоа српска во светот мафија? Според сите сегашни сознанија, сега за сега е калабрицката па руската. Калабрицката мафија па руската, затоа што калабрицката мафија го контролира трговијата со дрога, трговијата со човечки органи, трговијата со бело робле и така натаму. За нас тоа што сте реков непреслушен извор за информации, гледам тамерот и бркам што повеќе да извлечам од вас во секој случај. Никако да се решат ревизија на приватизација. Викам слободен, што чепкаш нешто, кој ќе ти направи тебе ревизија на приватизација? А вие што мислите, чии интереси се во приватизацијата во Република Македонија? Германските интереси. Земете чии корпорации остваруваат најголема добивка по однос на субвенции. Дрекслер, Маер, Круеншовер, што ние највише извезуваме во Германија? Извезуваме од безцаринските зони каде што плаќаме енормно високи субвенции по работно место. Како викаше белгиецот со автобусите, фала и на Република Македонија што ми го спаси бизнисот во Белгија. Ме разбирате? Да. Значи тоа е тоа. Вие погледнете колкави се приходите на ЕВН, на Телеком, на годишно ниво, чистите добивка, нето добивката, пооденечување. Сето тоа оди као одит во австриски корпорации, но секаде позади стојат германските корпорации. Истото нас ќе ни се случи со Чебрен. Позади грците стојат германските корпорации, мултинационални корпорации, затоа што во новата поделба на колониализмот Балканов е доделен на Германија. Вие погледнете го односот на Германија према Хрватска и Босна. Кој владе со Балканот и Македонија, владе и со Европа. Да. Е тука е тепачката. Затоа е тепачката во Македонија да се избриши, за да евентуално настани таа делба помеѓу Бугарија и Албанија, каде што ќе доминират Германија. И каде што ќе биде пресечен англискиот интерес преку Грција. Можеме ли да направиме еден пресврт во секој случај? А јас мислам може ако дојдат вистински луѓе и без зла крв, да речем, да се мразат меѓу себе, искрено, ова не е без некоја доза на шовинизам, како да речем, ја го почитувам. Јас имам голем број пријатели, албанци, турци, од сите заедници и со кои се гледам секој ден што се вика, и тие ми се драги пријатели. Меѓутоа, го почитувам државотворниот народ на Република Македонија, тој македонскиот народ. Сега и што ова, во една прашање кога го праша Бујар Османи, што мислите за се македонско интегрирање? Не. Опасна е идејата, викам. Ама сега дозволете. Зошто се плаши Бујар Османи ако македонците се обединат? Вие сте трет медиум во кој што јас развивам една теза како треба да ја спасуваме Македонија со демократски средства. Како? Значи јас повикувам минимум 750.000 гласачи да излезат на гласањето, но претходно целокупната опозиција да не се расправаат за лични интереси кои ќе бидат на добитно место да се растркат, него да се губат гласови на опозицијата, него сите да се обединат. И леви, и десни, и плави, и тегет, и модри, сите да се обединат, да излезат со една единствена значи со листи во сите 6 изборни единици, да се добијат тие 750.000 гласови, кои што 750.000 гласови гарантираат 75 пратеници, 10.000 гласови по еден пратеник, нели, затоа што ако земите да направите една анализа на сите избори во Република Македонија, никогаш нема излезено повеќе од 1.200.000 гласачи на гласање во услови кога одредена заедница ги полнела кутиите. И јас викам таа заедница, па ја повикувам, нека ги наполнат кутиите со сите 300.000 и помалку од 300.000 се на гласачкиот список, ама викам 300.000 гласови. Во таа ситуација, СДС, со сите овие глупости кои што ги направи во делот на обезличувањето, идентитетското обезличување на Македонија, нема да добијат повише од 50.000 гласови, и тоа тие се 50.000 оние кои што оствариле интерес. Една работа. Јас го почитам господинот Максим Димитриевски, што верувам дека провладува рацијата кај него. Нема да биде, го прашав, седеше тука, дали ќе бидете новиот понтонски мост за СДСМ да дојдат ранетите у вашата партија? Не. Не, ама сега... А од други, и уште нешто упатувам дека нема, ќе провладува рацијата. Значи, СДСМ треба партија, СДС да се реформира, редизајнира, рекомпонира.
ама сега дозволете. Значи ние вака викаме, СДСМ не личи на Социјалдемократски сојуз. Што треба да мисли за работничките права, за социјалните права. Точно така, оваа структура. Ова е до толку искриминализирана и искорумпирана, каде што на таа партија е потребен огромен ремонт. Како што некој сакаше да каже дека ВМРО во времето на Груевски до таа мера се искриминализира, за да му е потребен ремонт, нели? Или во времето на Љупчо Георгиевски, кога го судевне Војче, Ламбе и така натака, кога се водеа тие постапки, кога некој сакаше да залепи, значи, криминогенни етикети, па за после тоа да Черед заробена држава. Да, заробени држави и така. Заробени Не, тогаш имавме многу поголема демократија за разлика од сега, но потом сега се враќаме. И викаме, значи 50 до 100.000 гласачи македонци, по националност македонци кои што би гласале за СДС, тоа се оние кои што видоа бенефит во овој период на владење, во овие 7 години. Значи во управни одбори, во надзорни одбори, директори на јавни предпријатија, значи уживанција, каде што имаше огромни приходи и така натака. И затоа викам, значи сите тие со полнење 100% излезност на албанците, со полнење на кутиите, 300.000 гласови, и овие 100.000 еднакво на 400.000, односно 40 пратеници, кои ќе соберите 75 и 40 се 115. Че завршам со ова, ќе поинтирам со оваа ситуација. Јас, верувајте ми, реков само Мицкоски, клучот е кај Мицкоски, тој мора да ја обедини целата опозиција и мора да престанат, само ова уште да го кажам, мора да престанат да се плюкаат со левица, затоа што се тоа интриги кои што ги пласираат разузнавачките служби кои што се под контрола на владата. Така. Не само тоа, значи мора да постои една позитивна енергија, не арогантност. Преку никогаш ароганцијата не носи успех. Точно тоа. Јас што само сакам уште да дојдеме с 2-3 поенти. Верувајте ми или не, јас секоја почет имам кон сите мои драги пријатели албанци, македонски албанци, кои навистина даваат се многу се практични и конструктивни во делот на македонската перспектива. Меѓутоа, од друга страна има јавачи на апокалипсата кои дефинитивно третираат некоја друга идеја. Реков со простите со еден дел од телото во Македонија, а со срцето и душата дали Тирана или Косово. Во колку ја чувства Македонија како своја татковина, како своја држава, изводот му пишува Македонија, не му пишува ни Тирана, ни Приштина. Тогаш можеме да дефинираме држава. Ајде да одиме за најактуелната ситуација. Сега само секунда на тоа. Пазете, јас познавам, со оглед дека сум бил оператив, и имам и пријатели, познаници, во делот на албанците прекрасни интелектуалци. Апсолутно. Навреда е и за самите албанци, навреда е да добиете вие осомничено лице за воени злосторства да го добиете како премиер на државата. Каде што имаме 10 пати поквалитетни кадри од делот на албанците, кој што не е само технички премиер, кој што може да бидете и премиер, не е спорно, зошто да не? Ако има квалитет. Не треба да постои стигма и стереотип. Точно така, затоа што меѓутоа да се сака државата, да не збори на друг јазик, точно да има квалитети. Да има квалитети. Јас познавам еден куп успешни бизнисмени од делот на албанците во Република Македонија, значи кои што целиот бизнис го добиле и го развиле во Република Македонија. Повелете, извинете. Затоа што сакам да прашам, најактуелно е пошто сте вие оперативец, вие сте магистер по вокација. Да, признато магистер. Да. Признато магистер. Но, како и да е, актуелните избедувања е монструозниот чин за што никогаш во живот, никој нормален човек не може да го прифати, да го толерира ова што се случи со малата Вања и со починатиот Жежовски. А од друга ситуација се осудуваат министерот за внатрешни работи дека се истрчал, дал изјави, од друга и конечно претседател сега испраќа депеши, пораки до неговиот колега Ердоган, ајде да испратите го монструмот. Така народот го нарекува, да не испадне нечи. Не, ние не сакаме никого да го амнестираме. Не сакаме никого да го амнестираме, ние со должна почит. Како ја гледате ова? Ловоматно, дали убаво? Дека министерот за внатрешни работи, значи на тие пресконференции, сега да не ќе дојдеме до тоа дали сгрешил или не. По мене сгрешил затоа што тоа е работа во надлежност на директорот на Бирото за јавна безбедност и на началникот на СВР Скопје, односно местно надлежниот началник кој што раководи со криминалистичка полиција, која што е задолжена да работи на предистрага и истрага под
под раководство на јавното обвинителство. И на таа пресконференција требаше да си бидат јавниот обвинител за градот Скопје, господинот Гаврил Бубески, неговите, евентуално некој од неговите заменици кој што присуствувал на увидите на лице место, на опожареното возило, на пронајденото тело, на увидот на лице место пред зградата, во подрумите и така натака, онаму каде што предпоставуваме дека е сторено кривичното дело, дека започнало да се извршуваат. Обвинителот кој што присуствувал на увидот на пронајденото тело на господинот Жежовски на подрачје на Велес и така, значи тие надлежните кои што треба да ги дадат, кои што се професионалци и кои што знаат што треба да кажат. Министерот Оливер Спасовски на таа пресконференција се истрча, се избрза, можеби трагајќи по некакви си сензитивност, политички поени, каде што дури смеша и политика. Прво вика да не мешаме политика во професионалната работа, па потоа даде политички квалификации. Меѓутоа, дали може да се случи, се шпекулира дека премиерот му рече излези и да... Видете, и тоа држи, но пазете, ние не можеме да го амнестираме господинот министер, ако прифатил една таква сугестија, сериозно треба да, сериозно, значи пазете, ние станува збор за сериозно, за пресметливи луѓе, за образовани луѓе, ме разбирате, не можете он да наседнует на такви местенки, што ако некој сакат политички да го елиминират. Дали размислите и на таа основа? Во смисла на зборот, знаете зашто? Така. За господинот Стево Пендаровски дефинитивно и Запад сака да ургира да стане председателски кандидат и опак меѓусебна местенка. Местенка, така. Пазете, но и ова што го прави со обраќањето, значи обраќањето на председател до председател на држава си има канали кои што си одат преку министерства, преку амбасади и така. Значи, колку е сериозно да му испратиш телеграма, видете, генерално може тоа добронамерно? Не, пазите, може да е и добронамерно, но викаме тоа не требаше да биде објавено до моментот додека не се добиевне повратно од Ердоган. Повратно од Ердоган. Ердоган да излезеше председателот на Република Турција, да излезеше на пресконференција и да каже добив замолница од македонскиот председател да помогнам, согласно турските закони, да помогнам во забрзување на екстрадицијата. Не со фанфари, точно тоа. Информација. Не, точно тоа. Уште ова, опозицијата обвинува за City Safe City, безбеден град, дека тоа возило, олтајмерот, на починатиот Жежовски, бил регистриран 2 дена потоа. Значи од 25 22 е пријавен за нестанат, објави и телеграма. 2 дена потоа регистриран во Скопје. Се шетал најмногу. Доколку телеграмата што е испратена вчера ја покажа, одеа полицијата по тие стапки ќе го суспендира. Дали ќе се случеше? Видете, стојат основани сомненија дека можеби ќе било спречено второво кривично дело, односно ликвидацијата на малата Вања, но тоа се предпоставки. Што е монструозно, да, што е монструозно, да не се лажиме, но факт е дека тука полицијата и оперативниот дел од полицијата, значи во делот на потражната дејност према моторното возило и према пријавеното нестанато лице од 24-ти, пошто тогаш е распишана телеграмата на 24-11, а нестанувањето е на 22-ри, значи не ги превзеле сите пропишани дејствија кои што биле должни да ги преземат. Сега, таму има, значи, одржување на самит, на обсе, развлеченост на службите, други... Дали имаше и крт, Палчо, од полицајците да му соопштат дека доаѓа? Видете, Палчо е полициска творба, да не се лажиме. Проект, полициски проект. Полициски проект, да не се лажиме. Јас 100 пати сум кажал дека ДБК на времето имаше за цел да регрутират сторители на кривични дела од областа на организираниот криминал. Кој сакате, шверцот со цигари. Па кој стоеше на чело? Значи, полицијата, да не се лажиме, постоја на Андов цистерните со нафта лежеа нели на Табановци, ако ви текнуваат 4-5 месеци за време на ембаргата према Србија, према Босна и Херцеговина и така. Тешки милиони марки се. Тешки милиони марки се вртеа тога, значи затоа викаме дека сето тоа се е полициски инсталации кои што и ден денеска служат на тоа. И затоа јас ги повикав и Мицковски, и Апасиев и сите други опозиционери да не наседнуваат на тие местенки полициско владини на сите тие инсталации, кодошки методи, така пушти му патка да се скараат тие двајца и смеј се. Ме разбирате? Интересно е, гледате, со новиот технички премиер, вице-премиер не дозволува газдата, па јасно, Али Ахмети. Како ќе му се мешат во чекмешето. Ајде, одиме со една ваша порака, бидејќи имаме околу минута 30 секунди.
Па, видете, јас значи би повикал дека е дојдено време да ја спасуваме државата, но се демократски методи, да не се лажиме, никој пат не би повикал на насилно рушење на уставниот поредок на Република Македонија. Значи при тоа да се оствари граѓанското право, би ги повикал граѓаните масовно да излезат на наредните парламентарни и претседателски избори со цел да добиеме значи гарнитура на власт која што ќе има дигнитет и достоинство да ја води Република Македонија, да излезит од сите овие да се врати државата во рацете на народот и да почнеме значи да размислуваме за економски развој, за пораст на стандардот за живење и така натака, да размислуваме да реализираме сите оние проекти, автопати и така натака, целокупната инфраструктура, се што Тогаш рекоа дека е заробена некако, а сега е киндапирана држава. И уште нешто што сакам посебно да апострофирам, тоа е обезбедувањето на училиштата. Значи таму мораме да создадиме школска полиција, она што викаме безбедност за нашите деца во училиштата, за да не ни се случуваат монструозни кривични дела према децата. Ви благодарам многу. Благодарам на поканата. Офативе еден топ серијал, да речем, на еден комплекс на прашања и доби прекрасни одговори. Со задоволство, благодарам на поканата, секогаш сум спремен да одговорам на... Господин Ѓурчевски, даде одговор на доста интересни прашања, почитувани. Најнапред се заблагодарам мојата екипа, тоа е Ивана, Гордана, Горан, Јован, кој е со мене овие 2 месеца и пол, имав околу 68 емисии, од се срце ги реализира за вас. Бидете ми живи и здрави. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот. Со Слободан Томич ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.